На денешен ден, на датумот 9 април, пред 112 години, во Скопје се одиграл првиот официјален фудбалски надпревар на територијата на Македонија. Во 1909 година на Велик ден група турски војници и офицери на школување во западноевропските земји одиграле надпревар меѓу себе на импровизираното игралиште на Пољаната зад учителската школа во населбата Ислахане, односно Идадија во Скопје. По тој повод, по овој ден, направивме интервју за подобрувањата на спортската инфраструктура низ Македонија, а овој пат тоа го посветуваме на Струмица. Денови во општината треба да добие два нови спортски терена, едниот како повеќе наменско игралиште, а вториот фудбалски со вештачка трева. За годинава се планира да се отпочне со изградба и на повеќе наменското и игралиште во кругот на домот на Арама, но и да се прошири спортскиот комплекс со изградба на затворен базен, две одбојкарски игралишта, но и скейт парк за велосипеди. Со кои проекти планира општина Струмица да ја збогати спортската инфраструктура, повеќе информации во интервјуто на колегата Ване Трајков со струмичкиот градоначалник Коста Јаневски. Кои се приоритетите на општина Струмица во делот на изградба на спортски терени и јавни зелени површини, разговараме со првиот човек на општина Струмица, Коста Јаневски. Градоначалниче, донесена се програмите за 2021 година. Кои се приоритетите во оваа област, кои се во интерес на заедницата, граѓаните, пред се младите и оние кои што сакаат спорт и рекреација? Добро, вие предпоставам веќе знаете, во тек се неколку активности во тој правец кој вас ве интересира. Во моментот во завршна фаза е завршувањето на едно спортско игралиште во 4-та урбана заедница, отворено спортско игралиште, повеќе наменско, кое што во овој момент завршени се одредени фази во неговата изградба, асфалтирање, двослојно асфалтирање со поравнување на подлогата, уредување на трибините, поставување на кошеви, стативи, голови и така натаму, рефлектори, и се очекува тој завршен момент на бојадисување со специјални акрилни бои, за да добие еден и поубав естетски и наменски и функционален лик. Тоа е прашање на неколку денови кога ќе биде понудено на нашите сограѓани да можат да го користат отворено. Тоа е еден од проектите кој можем да го најавам. Исто така, значи, уште еден значаен спортски објект би кажал е во близина на веќе постоечкото игралиште, помошно игралиште со вештачка трева. Значи, уште едно такво во соработка со Фудбалската федерација на Македонија и со спортскиот клуб Академија Пандев, со еден трипартитен договор меѓу нас, успеавме да издействуваме уште едно такво помошно игралиште, кое е исто така во една завршна фаза, значи поставена е подлогата, односно таа вештачка трева, некои додатни, дополнителни ситни елементи кои што ќе го дополнат тој изглед се довршуваат, и тоа е исто така во прашање се денови кога ќе биде дадено понудено на нашите спортски клубови и нашите сограѓани да го користат. Тоа се прилично известни проекти кои што се во завршна фаза. Градоначалниче, во кругот на Домот на армијата во Струмица се планира изградба на спортски центар, односно спортски терен. Ќе може да ни откриете што се планира и каде ќе биде лоциран тој спортски терен кој што е детектиран како во кругот на Домот на Арама во Струмица? Да, значи објектите, популарно наречен објект АРМ или сега зграда на локалната самоуправа, и земјишто е веќе дадено на користење на општина Струмица. Тука има изработено еден урбанистички проект кој што со урбанистичко архитектонско разработување се додетерминира. Таму на постоечкото асфалтно плато, кое е прилично веќе истрошено, би кажал, во моментот обстојува картинг кој што треба да се дислоцира, бидејќи
и општото мислење и реакциите од околината и во близина на паркот се смета дека е неадекватна позиција или локација за таква една активност. Тука со таа разработка е планирано едно спортско игралиште на постоечкото плато кое што ќе се дооформи, се разбира, пак едно повеќе наменско отворено игралиште, комбинирано игралиште во северозападниот дел, кој што ќе биде прилично блиско до постоечкото тениско игралиште. Во останатиот дел, спротивно, значи е предвиден двостран, би кажала, еден паркинг, кој што ќе има пристап од улицата 11 октомври, со околу 16 паркинг места и конекција со постоечката зграда на локалната самоуправа, што е едно урбанистичко решение кој што го понудија нашите архитекти и урбанисти, за да може да има конекција преку улицата 11 октомври со зградата на локалната самоуправа, со што би се прекинало тоа мешање на пешачката зона во паркот со автомобилски сообраќај, кој е сигурно неадекватно решение и кое што создаваше проблеми долго време во нашата општина со овој дел, и останатиот дел со хортикултурно уредување ќе се створи еден амбиент кој ќе даде една целина, спортско-рекреативна целина, значи оваа повеќе наменско игралиште со тениските игралишта и базенот кој што постои, кој што допрва треба да се интервенира и во него, да направат еден амбиент, односно еден комплекс кој што ќе даде сосема, би кажал, друг изглед или друга физиономија на тој дел од градот. Според урбанистичката документација за спорт и рекреација, планирана и локацијата кај Атеше Берово, во непосредна близина на спортско-рекреативниот центар Пандев. Ке можете да ни кажете што се планира? Со оглед дека има најави од Агенцијата за млади и спорт за инвестирање таму. Што планира општина Струмица на овој потек на ова парцела? Да, еве веќе набројавме една низа на би кажал на објекти или на проекти кои што се во правец на подобрување на спортско-рекреативната понуда, би кажал, кон нашите граѓани. Согласно генералниот урбанистички план, исто така тие се би кажал локации кои што ја имаат таа намена, важи и за претходното ваше прашање, значи намена спорт и рекреација, или компатибилна намена со спорт и рекреација. Така да и ова парцела која што ја спомнувате е со генералниот урбанистички план детерминирана за таква намена. Имајќи го тоа во предвид, тука се изработи исто така еден урбанистички проект кој со даде една разработка, урбанистичко-архитектонска разработка на како би изгледала таа парцела. Предвидено е еве во соработка со Агенцијата за млади и спорт овде да и веќе се преговорите во завршна фаза за изградба на еден објект за пливачки спортови или затворен базен. Покрај него предвидени се две отворени одбојкарски игралишта, од кои едното ќе биде игралиште за одбојка на песок. До него е предвиден памп трака или памп патека за велосипедисти и останатиот дел е исто така со хортикултурно уредување во смисол на еден парк за рекреација, се разбира со сите нишени компоненти кои што тоа го подразбираат, со урбана опрема, осветлување и така натаму, така да и тука една спортска целина заедно со останатиот комплекс ќе понуди еден, би кажал, еден заокружен амбиент на еден спортски центар или спортски пункт во нашиот град. До која фаза е целата таа постапка? Може ли да очекуваме одредени рокови за да се отпочне и граѓаните да очекуваат овие два спортски центри или пак терени да бидат да се отпочне со градба? Овде преговорите се во завршна фаза и тоа јас мислам дека во краток период би требало да почне да се операционализира. Сите предуслови од наша страна како општина се направени.
Така да тоа прилично известна една интервенција, односно една активност ќе биде во најкраток можен рок. Како локации за рекреација се спомнува честопати и парковите. Планирате ли, односно најавено е и во тек е постапката за избор на изведувач за екопарк во втората урбана заедница? До каде е постапката и кога може да очекуваме да се изгради екопаркот овде во оваа заедница кој што се наоѓа во непосредна близина на училиштето Никола Вапцаров? Таа е исто така една активност која што е во една напредната фаза. Значи, како што и сами спомнавте, јавната набавка е веќе при крај, завршена. Мислам дека течат роковите за евентуални жалби. Очекувам дека цела процедура ќе заврши за отприлика 10 дена. Јас мислам дека од 15 април веќе би требало да почнат таму активности. Рок на изведба е 45 дена. Значи, за релативно кратко време ќе може овој парк да биде ставен исто така во употреба или за уживање на нашите сограѓани. Значи, тоа е една парцела од околу 2500 метри квадратни, уредена хортикултурно со зимзелени, повеќе од 500 зимзелени листопадни дрвца, украсни растења и така натаму. Околу ако не се лажем, околу 2400 квадрати се вакви зелени површини, уредени со урбана опрема, клупи, канти и така натаму, со подземен систем за наводнување. И останатите 100 квадрати би биле некои патеки по кои што ќе можат да се движат нашите сограѓани, така да мислам уште еден убав урбан, би кажал, украс ќе биде понуден на нашите сограѓани. Градоначалниче, јас ви благодарам на оваа кусо интервју. Благодарам.